Присоединувањето на Северна Македонија во НАТО ќе биде удар за Русија и јасна индикација дека Балканскиот регион се движи кон Европа, вели Чарлс Купчан, професор по меѓународни односи на Универзитетот Џорџтаун во Вашингтон. I would caution the people of Macedonia not to be complacent. Јас сепак би ги предупредил луѓето во Македонија да не бидат презадоволни, бидејќи останува уште многу тешка работа да се заврши. Со демократизацијата, ослободувањето од корупција, да се осигураат слободни медиуми. Останува напорна работа да се заврши со етничките односи. Мислам дека не треба да го гледаат НАТО како решение за сите проблеми. Тој ги посочува Турција, Унгарија и Полска како примери кои имаат назадување и покрај членството во НАТО. Затоа, вели Купчан, владата, иако се движи во права насока, мора да го исчисти системот од корупција, што некогаш трае со генерации. САД и Европската Унија се тука да помогнат, додаде тој. Do I expect to see a US base open up in North Macedonia? No. Дали очекувам САД да отворат база во Северна Македонија? Не. Но дали очекувам државите да имаат корист од реформите и сигурноста што доаѓа со членството во НАТО? Да. Купчан вели дека е потребно време, но оти во не толку далечна иднина за 5 или 10 години, Балканскиот полуостров ќе биде интегриран во Европската Унија и НАТО. Obviously, Kosovo and Serbia. Секако Косово и Србија треба да ги решат разликите. Тука се предизвиците во Босна, но она што се случува со Северна Македонија одбивање на оние во регионот што сакаат да продолжат да балансираат меѓу Западот и Русија. Тој не гледа пречка на патот на државата кон НАТО, потенцирајќи дека ако Грција добие лидер кој ќе работи против договорот од Преспа, ќе се соочи со огромен притисок од САД и Европската Унија.